Заклучоци и препораки за подобро функционирање на онлайн медиумите и на интернет комуницирањето беа презентирани на јавната дебата посветена на правата и одговорностите при комуникација на интернет. Некои од нив беа да се надмине културата на неказнивост во однос на спроведување на законската регулатива за интернет просторот. Законите да важат за сите, а не селективно. Онлайн медиумите да инвестираат во своите редакции за да ги подобрат своите содржини. Се погрешни тезите дека интернет комуникацијата се исклучени од сите закони и од секаква одговорност. Напротив, анализата покажува дека во Македонија има доволно добра легислатива која е применлива во онлайн сферата, но од друга страна анализата детектира проблеми при спроведување на законите, особено од аспект на неселективна, правична и пропорционална примена на постоечките закони. Таков е примерот во анализата покажува дека кривичниот законник не се спроведува целосно во однос на интернет комуникацијата, особено оние одредби кои го санкционираат поттикнувањето на омраза преку интернет. Во Македонија се уште немаме случај каде што институциите покренале постапка против ширење на говор на омраза. Македонскиот институт за медиуми, организатор на дебатата, ја представи анализата за институционалната и за правната рамка во која функционираат онлайн медиумите во земјава. При тоа резултатите покажуваат дека голем дел од сопствениците на порталите не знаат дека и за нив важат истите и постоечките правила, како и за секое трговско друштво. Понатаму не знаат дека постојат две форми во кои што можат да работат, тоа како трговско друштво или како здружение на граѓани. Нели во зависност од тоа дали сакаат да остваруваат некои општествени цели или пак сакаат да остваруваат трговска дејност и со тоа да остваруваат профит за нив самите. Понатаму исто така увидовме дека постои голема недоверба кај судовите за примена на законот за клевета и навреда, бидејќи интернет порталите исто така се вклучени таму, бидејќи пренесуваат вести, пишуваат стори, истражуваат и така натаму, но од наше лично искуство ние сметаме дека судиите кога се работи за големи случаи каде што се вклучени политичари и функционери, доследно го применуваат законот и доследно применуваат праксата на Европскиот суд за човекови прави, сметаме дека не постои притисок, барем колку што ние можеме да увидиме. Јавната дебата се организираше како дел од проектот Македонија во дигиталната ера, меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми со делом на финансиска поддршка од амбасадата на Соединетите Американски држави.